Над 80 работници од Куманово ќе бидат ангажирани во новата фабрика за бетонски производи, што во следниот период ќе биде изградена во индустриската зона Новини Речица, најави градоначалникот Максим Димитриевски, нагласувајќи дека ќе се вработи инженерски кадар, односно едуциран кадар во делот на градежната индустрија. Парцелата од над 10.000 метри квадратни во индустриската зона е продадена на реномирана грчка компанија од Лариса. Парцелата од над 10.000 метри квадратни ја продадовме на оваа компанија која што учествуваше на аукција по цена од некаде повеќе од 15 евра по метар квадратен, што во минатото исти такви парцели се продаваат 1 евро по метар квадратен. Веќе издадовме градежната дозвола на компанијата. Можете и на лице место да се информирате кај инвеститорот, тој веќе превзема градежни опфати, одобрена му е дозволата за градба на објектот. Нивниот план е да произведуваат бетонски производи, почнувајќи од ивичњаци, бекатонски елементи, па се до градежни конструкции за градба на куќи, хали, мостови, многу елементи во делот на железничкиот сообраќај. Димитриевски информира дека се продадени и дополнителни 2 парцели на двајца домашни инвеститори. Едната за изградба на хотел, втората за изградба на логистички центар. Едната е парцела за градба на хотел, ја има купено домашен субјект кој што во рамки на законот има обврска во следниот период од 10 години да ја заврши комплетната инвестиција, во спротивно ќе има обврска да плаќа пенали на општината за земјиштето, додека втората градежна локација исто така е продадена на домашен субјект кој што согласно неговите намери има намера да гради логистички центар, но како и да е, истиот ги има истите услови во период од 10 години комплетно да ја заврши инвестицијата, во спротивно по примерот на останатите кои што купија локации таму, а не изградија, денеска имаат пенали од по 2-3 повеќе милиони денари. Зоната забрзано се развива и е лоцирана северно од градот кон границата со Република Србија на автопатот Е75 Белград-Атина, простирајќи се на површина од 65 хектари градежно земјиште со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија и намена Б големи трговски единици, шопинг молови и хотели. Зоната почна да се гради со средства обезбедени од владата. Општината планира финансиските средства кои што ќе се соберат од продажба на земјиштето и уплатените комуналии да се пренасочат во изградба на инфраструктурата во зоната. Инаку засега во индустриската зона функционираат неколку компании.